Се наоѓаме во поликлиниката Аџи Бадем Систина во Битола. Наш денешен гостин е доктор Антони Христофски, педијатар од поликлиниката Аџи Бадем Систина. Добре дојдовте на програмата на Тера телевизија. Благодарам на поканата, со задоволство сум во Битола во оваа установа. Наша денеска тема на разговор е предвреме родените бебиња. Кога бебето се смета дека е недоносен? Значи, за предвремено родени дечиња се рачунаат бебиња, односно новородени, кои се родени пред 37-та недела од бременноста. Тоа е што автоматски значи дека не е поврзано со тежината на раѓањето и со други некои кондиции. Тоа е дефиниција која што е општо прифатена. Значи поврзана со гестацијската старост, односно неделите на бременност. По 37-ма гестацијска недела се рачунаат за предвремено родени дечиња. Колку е опасно ако бебето се роди пред време? Така, предвремено родените деца се оние новородени кои нивните проблеми не се поврзани со тежината, односно се поврзани со незрелоста на органите. И тоа пред се органите за дишење, за варење, срцевата работа, мозочето, најчесто со тие органи, што значи се поврзани со проблеми, поврзани со виталните функции. Поради ова постои опасност и е потребно овакви деца внимателно да се третираат во посебни единици за интензивна нега, во зависност нормално од гестацијската старост во која што се родиле. Како изгледа недоносено бебе? За разлика од новородените термински кои ги викаме, значи на време родени, овие бебиња имат одредени карактеристики, значи одма кој ќе се видат се гледа прво се глобално, со помала тежина, со главче кое што е несразмерно поголемо по однос на телото, потенка им е кожата, имат малото подкожно масно ткиво, во целина понежни се, вака генерално да кажам, по однос на овие термински родени, послабо активни се, тоа се тие основни карактеристики на овие предвремено родени деца. Нормално се зависи и од повторно ќе речем таа гестацијска старост во која што овие се родени. Што помали имат по слика на понезрели. Дали веднаш кога детето ќе се роди недоносено се става во инкубатор? Не, тоа зависи повторно од таа гестацијска старост која што ја кажуваме. Обично тие што се некаде 30, да кажем, од 34-та недела до 37-та недела можат, доколку се стабилни, со стабилни витални функции, само кратко трено после раѓањето, тоа што е вообичаено за сите новородени деца, да престојува неколку часа во инкубатор, а после тоа, доколку е све во ред, не мора. Значи, одговорот е не мора и зависи во која гестацијска старост. Другите сите, значи, под оваа 34-та гестацијска недела и нормално новородени кои што се со помала тежина, поготово со тежина под 2000 грама, тие обично се ставаат во инкубатор со цел, поради потребата од одржување на таа терморегулација, значи на температура на новороденото и нормално заштита по однос на околината. Колку време стои во инкубатор? И тоа е индивидуално, зависи од состојбата. Доколку се стабилни, доколку значи со стабилни витални функции, немаат потреба од некаква терапија, кислород, можат и за неколку дена, 2-3 дена и нормално со поголема гестацијска старост да престојува, значи кратко, 1-2 до 3 дена. Меѓутоа има, доколку се, значи, понезрели, со помала тежина, од 34-та, поготово по 32-та недела и рековте овие по 2000 грама, поготово во групата од 1500 грама, по 1500 грама може да престојуват и долг период со недели, па и некогаш и со месеци, нормално, доколку има и потреба од некаква поддршка со тие машини за вештачко дишење, например, има потреба од
подолг престој и со месеци се рачуна 2-3 месеци може да бидат така. Кој е најголемиот ризик кај предвреме родените бебиња? Како мајката го доживува тоа? Сигурно дека има разлика и сигурно дека постојат одредени опасности и понекогаш и понекогаш и таа загриженост што е спомнавте кај мајката е сосема оправдана. Затоа што се во првите поготово денови па и после проблеми со разни органи, посебно со дишење, отежнато дишење, прекини на дишење, проблеми со срцевата акција, понатаму проблеми поврзани со адаптацијата на исхраната, така да овие деца навистина им престои еден период од повеќе дена, као што кажав, може и повеќе недели, за додека се стабилизираат. Така да оваа загриженост во одреден број на деца, пак ќе кажем, со помала тежина, со помала гестација оправдан. Нормално, меѓутоа ќе ги нашите родители ќе ги спириме со тоа што нивото на кое што сега се наоѓа медицината и педијатријата овозможува и на вакви деца во голем процент стабилно, не може во 100%, меѓутоа во голем процент третирање, лекување со добар процент на успех и со добар процент на после тоа отсуство од разни секвели и разни проблеми кои што покасно може да се јават. А кој е начинот на третирање, го спомнавте, и колкава е смртноста, дали имате ваша статистика која што ја водите, колкава е смртноста кај новородените бебиња, недоносените? Так, значи повторно ќе кажам, третманот на овие новородени во таа единица за интензивна терапија и нега со посебни услови што ги има, значи мониторирање на бебињата, тие се нормално поставени во инкубатор, доколку има потреба од поддршка на дишењето, постојат и тие машини за вештачко дишење, понатаму постои многу прецизно дозирање на течностите на храната и лековите и поради тоа постои дополнително така наречени перфузори, инфузиони пумпи за третирање на овие дечиња и сега процентите за среќа се све на неуспешни, односно на смртност е различна и во различни центри различно се прикажува, да кажеме, и нормално зависи од каква група на деца се предвремено родени се третираат. Обично во добри центри некаде се и кај во установи, да речем, како што е нашата Аџибаден Систина, се и под 5% од тие што се третираат. Значи, тоа е 1% на добар успех во лекувањето на овие деца, вклучително, ако ги вклучиме сите категории на новородени. Просечно се покаже се по светската литература, обично меѓу 5 и 10% е таа смртност, што значи дека сепак е постигнат успех вака глобално во светски размери по однос на третирањето на овие новородени. Сигурно повеќето од мајките кога ќе пред време ќе се породат си го поставуваат прашањето дали и кога или нормално ќе почне да го дои своето дете. Сигурно мајките тоа е едно од најчесто поставените прашања, ќе го дои, сигурно ќе го дои, поради тоа ние даваме совети да мајките го одржуваат млекото, односно така наречената лактација. Тоа е поврзано нормално со постигнувањето на одредена тежина, на одредена сила на новороденото, некаде, значи, после постигнатите околу 2,5 килограми, може веќе меѓу 2300 и 2500 грама да се поставува награда и да се почнува со така наречено слободно доење. А по однос на исхраната, ние и од самиот почеток користиме мајчино млеко со тоа што тоа се измолзува, да направиме разлики измеѓу овие две кондиции. Една е слободно доење кога се става награда и детето цица, а ова е примена на измолзено мајчино млеко претходно, кога детето е со помала тежина, нема сила да цица. Колку треба во просек месечно да напредува детето? Просечно бебињата напредуваат некаде 20 до 25 грама, тоа е оптимално, што значи на 30 дена е некаде околу
700 до 750 грама оптимално, просечно да кажем. Тоа е. Исто слично важи и за недоносените, некаде значи околу 20 до 25 грама на ден. И она што сите верувам дека ќе ги интересира, што е најчестата причина за што може да доведе до предвреме породување на жена? Так. Може тие причини се поделени во две групи, проблеми од страна на плодот и проблеми од страна на мајката. Јас не би сакал во сите детали да навлегувам. Најчести причини се болести кај мајката за време на бременоста, познати како инфекции, вирусни, бактериски, проблеми со постелката, евентуален диабет кај мајката, притисок, висок крвен притисок, тие се најчести од страна на мајката, од страна на детето може да бидат присуство на разни, да кажеме, хромозомски проблеми, така, тоа се овие најчестите, меѓутоа, значи, сепак да кажем, као процентуално изнесено, најголема причина се инфекции кои што настануваат за време на бременност кај мајката. И она што мајките секојаш си го поставуваат како прашање, дали нејзиното дете ќе се разликува во однос на останатите нормално точно родени деца? Така. Ова прашање нормално најмногу ги загрижува родителите и од искуството и од литературата со овие современи методи на третмани се постигнуваат во голем процент дечиња кои што после не се разликуваат од сите термински, да кажем, родени бебиња. Ние така ги третираме во нашата пракса. Некаде тоа станува околу, тие имаат некој период и карактеристики, да кажеме, првата година и пол се разликуваат бака морфолошки, може да и не се со таква тежина, висина како своите врсници, меѓутоа после во периодот до некаде 2-3 години ги стигнуваат и се практички во најголем процент нормално слични на своите врсници кои што биле термински родени. Значи нема потреба од преголема грижа. Да. Нормално тоа е во најголем процент. Грижа има сигурно кај дечиња што се екстремно родени со мала тежина и екстремна незрелост, одреден процент постои, не можеме, една установа во свет не може да гарантира 100% без никаков проблем, нема таква установа, меѓутоа, кажав, веќе процентите се многу високи на успешно третирани и или многу прифатливи или скоро без последици вакви новородени. Јас ви благодарам за гостувањето на програмата на Тера телевизија. Се гледаме во наредна прилика со некоја нова тема. Ви благодарам и на вас за поканата.